Од денес па во наредните 3 денови, членовите на општинските изборни комисии ќе ги поминат задолжителните обуки за спроведување на избори. Главен акцент овие денови ќе биде ставен на примањето на листите за изборите, како и на клучните активности на самиот ден на изборите. За разлика од претходно, овој пат обуките се вршат по однапред утврден прирачник. На тој прирачник ги утврдивме основните работи на кои требаат општинските изборни комисии да внимават. Морам да признам дека во овој регион, бидејќи моето искуство изминато покажа дека никогаш во овој штипски регион немало проблеми и приговорите по однос на завршување на изборниот процес, дали за парламентарни, председателски или за локални, биле во минимални или воопшто ги немало. Во меѓувреме тече рокот за собирање на потписи за независни листи. Во регионот досега се поднесени само 2 листи, и тоа една во Карбинци и една во Кочани. На самата листа има млади дечки, членови на СДС и на ВМРО. Едноставно, тука е понудата и идејата за убаво Кочани. Значи, нас не интересира ни верска, ни партиска припадност. Битно е прв услов да е чесен и подкован со родолюбие кон градот. Да има визија за градот, да има општествена свест. Рокот за собирање на потписи трае до 4 септември, а од 9 септември трае и увидот во избирачкиот список. Ќе повикувам сите избирачи, сите граѓани да пратат нашата веб страна, поднос и имаме апликацијата поднос да се проверат во избирачкиот список, да се проверат во подрачните единици на нашата веб страна, на апликацијата, како би можеле навремено доколку не се запишани, да бидат запишани. На последните избори во декември во изборната единица 3 право на глас имаа 280.727 жители. Колку ќе ги има сега, ќе се знае по затварањето на избирачкиот список.